Значи, одбивање е всушност привлекување. Секогаш кога одиш во продажен разговор, да идентификуваш каде може да тргне проблемот од соработка со човекот. Во кој сегмент, во кој дел и ги расчистуваш преку поставување на прашања, ако не пронајдеш ни еден проблем, тоа значи дека човекот е добре дојден. Ако уште не се отворил уста, некој те праша, а колку е цена, доколку работите, а како изгледа? Дали твојот идеален клиент разговара и ти поставува вакви прашања? Ако имаш вакви прашања, а знаеш дека преку кој ти поставува вакви прашања, никогаш не купува, зошто и понатаму му ги одговараш овие глупи прашања? Наместо тоа, одби го. Сори господине, обично луѓето кои ме прашуваат цена, никој од нив не купува. Зошто имам чувство дека и ти ме прашаш цена само колку да ме прашаш? А што прави аматер? Нема проблем, ќе ти пратам понуда, нема проблем и ова, нема проблем и тоа. Праќаш понуда и после не ти се јавува на телефон. Си се договорил, ти платил аванс и после не отвара врата, мерка не можеш да земеш. Па каква таа е соработка? Затоа во премиум понуда, се што бараш и се што тражиш, дали е тој твој идеален клиент? Дали соработката ќе тече како што треба? Дали е свесен дека има проблем? Дали бара решение? Дали е подготвен да плати со време, пари и енергија? Продажбата се добива најпрво овде, па после на маса.